Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и денеска во овој наш убав ден. И денеска ќе направиме едно убаво кулинарско шоу со еден лесен рецепт, но и убава песна и убав муабет и со убав гостин. Морам да ви кажам затоа што знам дека нетрпеливо очекувате кој ќе ни готви денеска заедно со мене. Ве поздравувам сите вас, бидејќи си ја сакате оваа емисија, а јас ги испраќам сите бакнежи до вас, бидејќи тоа на вистина многу ми значи. И секој пат, како велиме, споделената љубов е многу значајна за секој поединец, затоа што таа внатрешна енергија или таа љубов го полни за да ги извршува сите обврски и сите своји работни задачи, а и оние кои што се велиме секојдневие или живеење. Во животот ни е потребно многу енергија. Да си ги поздравиме и нашите пријатели на оваа емисија, а тоа се пријателите од ПК Беско. Да ги поздравиме ПК Беско, бидејќи на вистина имаат убави сувомеснати производи за сечи вкус. И доколку вие сакате да одберете производ со ваш вкус или посебен вкус, одберете ПК Беско, нема да погрешите. Поздрав до нашите пријатели од ПК Беско. Во овој момент ги поздравувам сите вработени, па и оние кои што ја продаваат оваа убава храна од ПК Беско. Значи, од се срце, бидејќи тие сите се наши потенцијални гледачи или љубители на оваа емисија. Знам дека со нетрпение очекувате да ви кажам кој ќе готви, но јас малку да ви направам еден мал квиз. Ако ви кажам дека е момчето на Анастасија, ќе речете има многу Анастасија во Македонија. Ако кажам дека има две дечиња, тоа ќе кажете па татковци има многу. А ако кажам дека е зетот на Наум и Зуица, тука сигурно веќе ќе си предпоставите, но не е сигурно пак, затоа што тие имаат и друга керкичка, и трета керкичка, нема да знаете за кој зет зборувам. Но ако ви кажам дека денеска поканив момче со еден посебен глас, кој што засебно си го има својот убав глас, убавата насмевка, направи еден убав спот кој што веднаш влезе во срцето на нашиот народ, тогаш сигурно ќе знаете кого ќе повикам. Владимир Поповски. Добре ми дојде. Јас Владче си го викам на мило. Добре ми дојде, Владче, како си ми ти? Супер. Владимир ти е убаво името. Благодарам. Вашата емисија прв пат, едно ново искуство да говориме и да готвиме во исто време. Да ви се заблагодарам на поканата, ептен ми е драго. Многу се договаравме и денеска требаше да биде, ама нели рековме да биде готов видеозаписот за песната. Баш така, чекавме да се заврши целокупно тој проект и одложувавме нели неколку дена, но се заврши. Се во ред и ќе биде добро. Повели од оваа страна, а јас ќе ти помагам кај шпоретот. Рековме ќе правиме карбонара на твој начин. Да, ние сме дома љубители на италијанската храна. Ако, нели секој со својот специјалитет токму овде. Да ставиме водата да зоврие, додаваш ли во неа масло, сол, тако нешто? Не, без масло, за да се задржи сосот на така, добро, си имаш своји начини на подготовка. Па да. Ајде, јас ќе вклучам да ни зоври и ќе ги додадеме, а ти тука треба да си сецкаш ова што треба да го подпржуваме. Да, може да си почнеме така. Добро, може да се сецка сланината. И како е сега импресии после, откако бидна песната, бидна спотот, многу ми се јавуваат, на многу убави локации е направен. Твојот глас е инспирација во целата таа приказна на тврдокорни луѓе. Браво, одлично. Ете малку и чудно, нели, луѓето што ме познаваат очекува забавна музика. Да, повеќе стилски забавна композиција да снимам, но се случи сосема случајно, многу брзо. Би го поздравил овој пат проектот Горд Македонец. Така. Од таму произлезе оваа композиција, малку ми не знаат. Тој проект го води Димче од село Прибилци, би го поздравил во овој момент. Од патриотското Прибилци, да, баш така. Од Теаното. Песната е вештачка интелигенција, AI, но ние по многуте коментари на неговата страна видовме дека луѓето сакаат да се обнароди, нели, вештачка интелигенција малку иствара
неубаво чувство, нели, Велиме, не е наше. Вештачки, Не нели, е самиот наше, збор, да. така. Така да ние одлучивме да ја оживееме на некој начин таа композиција. Песната е отсвирена во живо, отпеана е во живо во студио, би го спомнал и студиото Анастасија, Љупчо е продуцент во тоа студио. Непокорни македонци. Би го појаснил. Тоа сакав да те запрашам, зошто непокорни? Јас ви ги реков и тврдокорни, но тука се. Исто значение има. Има на некој начин двосмислено и непокорни значење. И тврдокорни, значи вистински македонци. Јас и не сум научен да готвам, немам некоја рутина и да зборам, тоа е веројатно најтешкиот дел во емисија. Најтешко. Непокорни македонци. Не значи иритантен наслов во однос на случувањата наши, нели, со соседите, туку значи да се сака Македонија. Символика на непокорност, на истрајност кај македонскиот народ, духовна непокорност кај македонскиот народ. Така да се сака силно, со сето буквално љубов во себе. Поентата таа на насловот. Така да, непокорни македонци е на еден начин глас на оние што се чувствуваат вистински македонци и што не се откажале од сами себе. Ова е една награда, едно подсетување за македонскиот народ, една убава мисла, и убава порака, убава порака, да, баш така порака, тоа и мислев, порака кон македонскиот народ, едно подсетување за тоа што еден народ кој ќе се изгуби во функционирањето многу брзо исчезнува. Па се губи целосно, нели така велиме, оној што не се почитува се губи целосно. Така да, се додека песната е достапна на YouTube, може да ја слушаат. Би го објаснил и сценариото, морам да кажам виновник во позитива е Мартин Пеншовски, кој е припадник на една од специјалните единици. Значи вистинска личност си одбрал. Да, не ми беше поентата да одберам професионалец во својата струка. Ми требаше чиста емоција при една средба со него. Така. Пријателска на кафе. Ми вика имам идеја за сценариото. И како ја кажа, како почна од почеток до крај не заврши и тоа е тоа што ќе го видите на Малите екрани. Ми требаше чиста емоција. И тебе тоа ти се допадна како приказка во целата замисла и велиш така до крај. Секако има многу големо искуство, недолгогодишен припадник, така да ми требаше чиста емоција која добив. Искрено ме радува да ти кажам. Сакав ова малку да го намалам, бидејќи многу не е топло. Може и ова да се стави сланината да се веќе. Повели. Може тука. Не ти додадов масло, бидејќи не знаеш самата од себе ќе. Не видов само време на ставање на колку време? 8-9 минути би требало да има мало отпор при гризење на 3 минутки. Да, така. Ете така. Тоа. Обично вие тоа младите гледате на часовника за ова. Вака сега да не ви сметам и вас. Ете тука ќе бидам јас. Така може. И да ти помагам. Ето така, фала. Имаш салфетче, можеш да се избришаш. И раскажи ни сега, каде се снимаше, под кои услови, ладнечко беше, не беше замислата да се направи како што треба. Во период зима. Снимавме, да, многу, мислам, жртва се даде во однос на тој период на снимање, но сепак не движеше емоцијата. Година веројатно проработи ке мене генчето од мојот прадедо, кој така? Да, би го спомнал неговото име. Он беше долгогодишен војсководец на југословенските партизани, Методија Поповски мајка. Ете од каде ти доаѓа онаа жештина за патриотизмот, веројатно родолюбието, да се сака татковината. Веројатно како созреваме со годините и се појавува тоа влијание на гените. Така да
од таму одлуката цврста за да се исполни овој Ова проект. јас не го знаев, да знаеш, Да. ете ми изненади. А многу луѓе го познаваат, затоа што и во свое време и командант на Народно-ослободителната војска на Македонија. Исто така, така да од таму цврстата одлука да се реализира овој проект брзо. Сега може и да се одделат жолчките од белките. Имаш 2 сада, мислам, да? Да, за да Добро. се добие таа густина на се како ми текнува, додека готвиме ќе кажувам за спотот. Ако, убаво приказката да си ја раскажеме. Да. Добро. Видеозаписот го сними Гоце Цветков. Би го поздравил и него. Многу пати велат артистите, глумевме дека е топло, а оно беше грчладно. И вашата имаше работа и таков беше случај, така. да, да. Во локација во црква Света Софија, дечкото што снимаше буквално беше бос, а беше на највисокиот кат на црквата, каде што симулиравме зандана. Така налагаше и текстот. Во однос на текстот, дававме како дупла символика, асоцииравме кога го пеам јас текстот да оди и видеозаписот. Во позадината да биде Баш толку така, полесно ќе се идентично. памти, да. Добро. Ние за крај сакаме да ги изненадиме гледачите, односно да им дадеме подарок, да го гледаат оние кои што не го погледнале до сега видеозаписот. Ќе биде на крајот од нашата емисија. Ете така ќе биде. Запис. Погледни ги шпагетите, сакав, бидејќи ти по твое сакаше да си ги средуваш. Да, па не треба многу да се... Не, уште треба. Уште малку им треба? Да. Мислам дека да се појачи. А јас мислев да ги намалам за да имаш време да отпееш песната. Може, да. Ајде, Да. ајде ќе ги намалам малку, а ова? Ова како го сакаш, покрцкаво поне? Да, треба добро, да е покрцкаво, да. добро. Ова ќе намалам за да биде Можам јас да да не ни направам врие, сосот. а од колегите ќе барам песната Владимир овде, или јас како што сакам да го речам, Владче ни отпее и да ја слушнеме овде премиерно. Од небо старо, под златниот сјај, битки се бијат во нашиот крај. Низ вековите судба долга ни тежи, Македонец борец во зандана лежи. Секој пораз за нас е само рана што свети, долго ни трае робство под земните клети. Ние сме пиреј што не се суши, во срцето вера, надеж во души, од Вардар и Пирин до Егејско море. Македонци браќа, главата горе. Во нас е песна, во нас е слава, крвта ни пека за човечки права. И кога светот не брише граници крои, ние со љубов стануваме херои. За Македонија непокорни клетва даваме, ние твои синови, дека ќе обстанеме. Се што ти е
некогаш некој гробот ни најде, нека запе песна, штом сонце ќе зајде. Ти честита. Знаеш, во текот на ова имаше ефекти на чекори. Многу интересно Така се е, слуша тие. Она како баш партизаните кога оделе во Баш така. снег, во... Па да, има моменти се чувствува од, тоа. нели, од како етно елементи во пењето и во музиката. Добри музичари имаше одбрано. Ајде да ги пофалиме. Во живо ја отсвира песната во студио со нивни допринос Дино Милосављевик, Тане Гроздановски, Горан Гешовски, така да голем поздрав до нив. Многу добри професионалци, конечно си најдов луѓе за функционирање што размислуваат и се исти сензибилитет во однос на пристап кон музиката. Многу Така да. убаво звучи, многу убаво. Јас и видеозаписот го гледав и ова го слушнав предвремено, сето тоа ми се допадна. И ќе видиме и за крај, но пред да ни запееш во живо, малку тоа што ти сакаш, погледни си ги шпагетите и Може, дали сосот е сланинчето готов. јас ти го направив како што треба. Супер, уште малку треба. Добро. Многу ми е. Заборев за видеозаписот ете која готвиш, не сум научен, ова е многу тешко. Тука треба да внимаваш и на храната. Многу е тешко, да. Добро. Спотот се снимаше на 6 локации, Така. 2 Охрид, 2 Пробиштип и 2 Скопје. Би сакал да ги да поздравам единицата за брзо распоредување, да се заблагодарам. Така. Многу професионален пристап, баш онака како што замислав, така и Се израдува. испадна. Да, многу професионални, многу гостопримливи во нивната касарна Ѓорче. Па и поентата на видеозаписот беше да се оддаде почит на оние луѓе кои го загубија животот 2015 година. Живот. Така е. Да, за нас, за да можеме ние да си функционираме, постојано не ја чуваат безбедноста, затоа е оваа голема благодарност према нив. Се е толку многу убаво, но би те запрашала, еве, откако го заврши целиот проект, кога работиш, значи се фокусираш на денот, на локацијата, се собираат, нели, сите работи што треба да... Кога сето тоа заврши, ти го погледна видеозаписот, што си рече Владимир? Тоа е тоа. Баш така, па Си кажа, така, нели? созите на очи го си го кажа своето. Толку. Радост, Да, нели, созите на емоциите емоции. Да, браво. Ептен со искрена енергија, љубов, така да се надевам дека ќе допре до македонскиот народ. Тоа би било моја најголема награда, да се обнароди оваа Добре, композиција. верувам. Сега кажи ми, ќе ги процедиме ли Да. шпагетите? Овие- Бидејќи јас имам подготвено и цедалка. Ајде. Треба да се процедат, а остатокот маслото од сланината мораме да го ставиме во сосот. Ако? Да. Ајде. Сега прво ќе ги исцедиме. тука? Не, во сосот сакаше, така? Да, па вака ќе јас Во сос. директно. Јас да Би сакал помогнам. во меѓувреме да го објаснам сценариото. Дали ги поминуваш само да те прашам со ладна вода? Некој има што сака да ги помине со ладна вода, некој не. Ќе ми треба и водата. Течноста, добро. Водата од Имаме, шпагетите, тие имаме? се- да, имаме. Добро. Ќе ми Добро. треба малку течност Добро. и може со ладна вода, да. Добро. Ајде, затоа те прашам за да ги повлечам. Добро. А ти раскажи си сега, ајде за сценариот. Да. Додека јас овде си ги средувам Во шпагетите. спотот имаме 3 дечиња кои моментално се одселени од нашата земја. Едното е во Австралија, другото е во Америка и Нашинциња далеку од Македонија, Да, така? да. Браво, Тоа па беше и тоа ти е поентата. убава идеја. Па тоа беше поентата за да испратиме и порака на Да се вратат. нели новите дечиња кои се родени таму да почесто да посетуваат Македонија. Имаме примери кај што дечињата дури не ни доаѓаат
тука Едноставно не си ги знаат корените, тоа сакаме да кажеме, да. Ете, тоа беше поентата на тие дечиња. Едноставно тие дечиња се враќаат тука во Македонија. Потоа едно дедото од едно од тие дечиња им објаснува ги едуцира за минатото, за угнетувањето на македонскиот народ, за протерувањето. Како било тешко во тоа време да се живее. Ќе видат таа сцена, кај што седат дечињата пред тој дедо. Потоа дечињата ги спојуваме со нивните идоли. Нели, дечињата млади символизираат надеж, точно, љубов. Ги спојуваме со припадниците на ЕБР, единицата за брзо распоредување. Нели, тоа се нивните идоли. Точно, и борбеноста нивна. Баш така. Секој во себе да ја имаме. Генерално беше сценариото така оформено, мислам дека допре до македонскиот одлично народ. И мислам дека ќе се обнароди, затоа што е со искрена љубов и кажи ми, дали ги спојуваш сега? Јас ќе ти ги дадам. Ќе ми треба вода топла, за да се сосот се стопи. Овели, а ова ти е од течноста, од самите шпагети. Така, да. Ете така. Колку ќе ти треба? Можеш, нели? Не е топло. Благодарам на помошта, пошто јас тука сум асистент. Да. Тешко е да се збори и да се готви. Мислам дека ти благодарам затоа што многу пати велат ама тука требаше вака, требаше. Дојдете да внимавате, да го испочитувате гостинот, да внимавате на ринглата, да внимавате на времето, да внимавате на ножот. Сега осетив дека мислите мачна одат. Така е. Ајде, чекам да видиме како ќе ги соединиш, па потоа ќе ги погледнеме и фотографиите, кои што јас ги одбрав. Не ти кажав, изненадување за тебе овде. Ајде. Добро. Супер. Доволно ли ти е? Да ја повлечам? Доволно, готово. Добро. Во спотот се најде и Дејан како копаничар. Тоа е асоциација на древен, на наш на исконски работи, кои што ги имаме во Македонија, оние што не одржале. Занет. Па така, тие не одржале. Исто така и он е долгогодишен член на специјална единица. Браво. Да. Па ти се јунаци си работилницата, па да, некако све се склопи во едно. Браво. Он работи како копаничар, неговата работилница е во Пробиштип. Он во моментот на сцената ја оформува Македонија. Браво. Онаа стара карта наша. Браво. Убава идеја. Да. Има во композицијата, во текстот има дел кај што вика и кога светот не брише, границите ни ги крои. Ние со тоа сакавме да символизираме дека копаничарот лесно ни ги крои границите, да. Точно, па тој преку неговиот занает. Точно, убаво нешто. Ајде сега да ги погледнеме фотографиите. Со едно око ќе гледаш во мониторот. Ајде сега да погледнеме. Да, јас ти одбрав фотографии. Ова е ти и твојата сопруга. Анастасија, си ја чекаме, ама нема време пустата да ни дојде, да ни запее тука. Моментално е сконцентрирана на едукација и социализација на децата, така да ја оправдувам. Ама јас си ги испраќам бакнежите до неа, многу ја сакам и се видовме и на месенџерна камера, така да... тоа е со дедото наум. Беше горд на тебе. Да. На самиот момент, нели, како што и тој очекуваше да испадне видеозаписот. Еве, во убаво расположение. Ајде, тука одбрав со колеги. Да, ова е свадбена веселба. Така. Можам да кажем и настапите, како ни од најзастапените ни се свадбените веселби. Така. Добро, одиме понатаму. Јас ти ги бираш сега, не знам, може би ќе те изненадам. Супер. Ова е фотосесија баш таму кај што го снимавме и спотот. Добро, одлично. Сум одбрала убави фотографии. Браво за мене. Овде си факти. Ова е настап, да, со бендот во Мартини, во Скопје, во локал. Исто така настапуваме и по дискотеки, корпоративни настапи. Ве бидува на вистина. Да, ова исто така настап.
водата за чајот. Не, Го може одзема да. вниманието, Не. но фотографии имаме. Уште една сум Ова исто одбрала. така Анастасија додека настапуваше Така, од свадбена Тука весела. ми бевте преубави насмејани двајцата, затоа ја одбрав. Навистина убава фотографија. Имаше убави фотографии со дечињата, но бидејќи внимаваме дечиња да не ги покажуваме нели на екраните, па јас Избегнувам и не на сакам ете да ги внесам или вмешам. Ги мешаме заедно во тавчето, се и макароните и сосот, се. Ќе ги сланината ќе тргнеме на страна и ќе си ја ставиме дозгоре. Од после, Да. добро, еве ти празно паниче. Јас малку бавно одам, но гледачите знаат зошто. Не се брзаме. Заради тоа што имам повреди и морам малку да бидам Не и се бавна брзаме. по некој пат. Добро, и водата за чајот ми е готова. Чекам да престане шуштењето. И, например, сега, за мене, како би викнал една песна тука, во живо да ни запееш? Дел од продукцијата бара да отпеам нешто забавно. Ајде, така нашиве да спобара, да. Сега ќе треба само шпагетите да се Во стават тавчето? во тавчето, Добро. да се стопли малку тавчето и да се стави сосот. Само ќе треба пола од тие. Добро. Да, за да не... Ајде, пола ќе ги наместиме. Доволно. Доволно. Сами се отидоа. Ајде. Добро. Ајде. Не е страшно. Добро. Ете. Ајде, сега чекам Ајде, да една од, запееш. Ајде да ни запееш малку. Тоше Проески, затоа што на 25 јануари беше и Неговиот неговиот роден ден. 45-ти роден ден. Да. Ние имавме настап во Битола, не поканија, благодарност голема до Аурум од Битола. Тој е еден од најубавите локали во Македонија. Имаше специјален повод. Па да, целовечерен концерт баш за Тоше. Одзивот беше прекрасен, енергијата во зората над луѓето беше преубава. Имаше многу фотографии по социјалните мрежи. Ние си поминавме преубаво, така да ете еден рефрен од него. Ајде. Твоите бакнежи на моите бели кошули, цела ноќ ми будат спомени, две недели разделени и осамени, зар некој може да те замени. Браво. Ете, да, И рефрен. ми ја одбра и песната што многу ја сакам јас од Тоше. Сега може да се стави сосот. Сосот, ајде повели ти. И јас ова ќе го повлечам тука за да ти биде после полесно за да можеш да си сервираш. Се ќе ти додадам да биде при рака. Додека Владче си спрема таму во тавчето, јас да му кажам веќе на втората смена, третата смена камермани добре дојде. И да си го поздравам нашиот Тони, кој што ни ги набавува сите наши состојки. Тоа е најбитно. Ова е наша кујна да ни изгледа секојаш перфектно и се да си имаме Само добро. треба. Што ми ти е потребно? Ја стави вилушката. Можеш. И друга ќе ти дадам, имаме вилушки. Да, за да може полесно да се стопи. Специјален сос си правиш за Па, рецепта, автентичен е не? на... Да. Добро. Одлично. Малку време ни треба, бидејќи се сварени, нели? Само да се соедини сето тоа. колку да се стопи. Добро. Ајде, јас ќе го побарам рецептот на денот, да видиме што се нам ни беше потребно за денешниот рецепт. Шпагети карбонара. 300 грама шпагети, 150 грама чадена сланина, 3 јајца, 60 грама пармезан, масло, сол, бибер и други зачини по избор, магданос за декорација. И вредните раце на мојот драг гостин Владимир Поповски и работеше, и зборуваше, и раскажуваше, но и убав специјалитет ни направи и отпеа убаво. Благодарам. Се надам беше супер. Супер си беше. Јас ќе ти ја додадам ова наша чинија за сервирање. Рече дека ти е потребна лажица, подлабока и оваа така, добро, за сервирање. Млади сте, па успешни сте, не бидува. Се трудим да оставиме впечаток на квалитет. Ако, Во секоја смисла на зборот. одлично.
Ете тоа вратењето е многу битната работа. Децата го Да, сакаат само моментот голема на количина, умоткување на шпагетите. Добро. Вештина, Владче. Да. Па добро, рече ти со дечињата, нели, бараат, ги сакаат, па и ние повозрастните, зошто да не, нели, лесно јадење. Сакаш Голема уште? количина. Па јас може би ти ставив многу повеќе. Не е страшно. Се случува во емисија. Во живо. И да, се. Така е. Добро. Одлично. Опа. Аха. Помогни си, со ножот помогни си. Еве, ножот. Што му се случи, се извади. Добро, ништо не страшно. Потрошен не е. материјал. Ништо не е Не е страшно. Можеш и да ја повлечеш на страна тука. Да. Подај ми ја лажицата на страна. Еве. Ето така. Добро. Добро. Тоа е Одлично. како една Сега. порција. Сега ја користиме и сланината. Ете како убаво изгледа. Браво. Како викаш, треба концентрација. Добро, овде и да падне нешто, не е страшно, да, ова сепак е кујна, нели? Јас не сум уходан толку за Ние не за бараме. готвење и плюс треба да се збори, да се пее и тоа е малку Ние не чудно. бараме Право професионални искуство ми е готвачи, вака. бараме луѓе кои што Да се забават. што прават Да се забават. дома со забава овде да направат Еве. и тука. Можеме малку вака чисто зеленило да им Може дадеме за од декорација. страна, за декорација. Супер. Перфектно изгледаше. А ти благодарам од сестраце, ти посакувам многу успеси во иднина, Благодарам од да ни твориш и не се откажува и од народната песна. Гледај колку убаво ја пееш. Па не, потајно секој изведувач ќе сака Она што му- македонска народна нели, изворна композиција. како се велиме, она запее, што ни е така во да- срцето. Да, нема бегање од тоа. Така. Ние сме македонци. Пекабеско ти подарува Благодарам, подарок, благодарам. производи од Пекабеско. Благодарам. Еве дома сите да си се заместите малку и навистина ми беше голема чест и задоволство што Истина е. денеска токму ти ни беше гостин. А сега јас ќе ги поздравам и ти, нашите гледачи. Секако. Од сестраце ве поздравам, драги наши гледачи. Навистина ми беше навистина убаво и пријатно да едно младо лице представиме токму овде во нашата кујна, да ни запее со тој убав глас и да го погледнеме неговиот видеозапис. Од нас, поздрав, чао, ве сакам. Од небо старо, под златниот сјај, битки се бијат во нашиот крај. Низ вековите судба долга ни тежи, Македонец борец во Зандана лежи. Секој пораз за нас е само рана што свети, долго ни трае робство под земните клети. Ние сме пиреј што не се суши, во срцето вера, надеж во души, од Вардар и Пирин до Егејско море. Македонци браќа, главата горе. Во нас е песна, во нас е слава, крвта ни пека за човечки права. И кога светот не брише граници крои, ние со љубов стануваме херои. За Македонија не
pirej, što ne se suši vo srcето vera, nadež vo duši od Vardar i Pirin do Egejsko more, Makedonci braća glavata gore. Iako nekogaš nekoj grobotni najde, neka zapе pesna štom sonce ќе zaide.